дете кој нема татко, неговиот татко починат, кој живееше само со мајка му. И така што они го избегава, неговите другари го избегава и од тоа големото изолирано што имаше, значи дојде и до таа ситуација да они посегне по некои лоши работи, односно да биде зависник. Јас го видов самиот проблем дека кај него недостасува само пријателството. Значи дека друго све е окей, дека само му недостасува пријателство и тоа што кажав дека беше изолиран, значи премногу изолиран, но кога на него веќе му го пружа пријателството, значи тука веќе почна и промената. Дури некои мислеа дека, значи и од моја страна и од негова страна, значи мислеа дека он нема да успее, но еве, фала на Бога, ден денес он веќе е успешен човек, значи човек кој више не е изолиран така, кој денес работи. И на почетокот не ме прифаќаше и гледав дека некако ќе ме избегава и не ги знаев кои се причините зашто ме избегава. Но покасно јас разбрав дека тоа што он ме избегавал на почетокот и не сакал да се дружил со мене, значи било тоа што јас сум бил муслиман и дека другите имале предрасуди за тоа и дека они го вознемирувале, значи односно они му велеле да не се дружи со мене. Но покасно видев дека навистина ние може да бидеме многу добри пријатели, иако сме од различна националност и од различна вера. Може да кажам дека нема ден кога нема да се видиме со него, да излеземе на кафе, кога ќе бидеме слободни и така да се понаправиме мовет, да се сеќаваме на тоа што го поминавме заедно. И денеска и јас и он сме многу среќни што сме пријатели.